Ај сега да видиме. Може не е кастова, али Сега брат. Чекај. И сега кај да се вратам сакате? Од последната само. Имавме малко, Да. Мал технички проблем. Сега излез. Сега иде. Ама не се појавам. Не, мрда. Ја си четка се носам. Сега е окей, брат. Pero тебе не ти е добро. Ајде, може. Се враќаме назад. Вратени сме и со тон и со звук. Здраво, здраво. Ајте, здраво, здраво, извинување за сите оние кои во живо не следат преку платформите, а имавме мал технички проблем, не е од наша лична природа, од некоја повисока, но ќе дознаеме после за што станува збор. Неважно е, се дружиме, збориме за мотокултурата и тетовирањето. Марко од Индиго татуе овдека со нас во втората епизода, четвртата сезона на Bikers Garage. Ова го најавувам за сите оние кои што можеби покасно малце не се вклучуваат на овој подкаст. Ни објасни Марко околу неговите почетоци и тука некаде прекинавме, можеме да продолжиме околу твојата прва тетоважа и она што го спомена дека кога за прв пат се тетовирал во твоето студио било општ хаос именно тогаш. Не беше студио, врска немаше од студио. Да, твојата детска соба е дека би. Буквално детска соба. Да. Ништо. Ужас се, не беше ни хигиена на ниво ни Така. стерилизација, ама толку знаев, кој би ти кажал, сепак е знаење што тешко се дава. Така. И треба го заслужиш за некој да ти каже искрено. Ти рече дека самиот си го научи. 6 месеци сам тетовирав дома од детска од YouTube. После тоа ми излезе apprenticeship во тату студио Nameless. Не знам колку знаеш за тоа студио. На Ленинова се наоѓаше, сега има нова локација. Така. Таму во 2,5 години, Карши Кашмир кафичот беше. Така. И таму научив многу искрено. Друго е кога си во студио со веќе искусни изградени артисти. Добро. Учиш се од хигиена до однос со клиенти до техника нормално. Добро, секој Многу е уметник има подруга. веројатно своја некоја нишка пошто е предпознатив. Што е она што да речеме ги инспирира и твоите дизајни тетоважи? Инспирација за дизајн и препознатлив. Искрено многу е тешко тоа, да си препознатлив по некој стил, особено тетовирање. Зашо веќе се е направено и се е видено, но тоа не значи дека не може нешто да се измисли, само што на ова поднебје во Македонија е многу тешко да си константен со стил. Добро. И да го работиш само тоа. Зашто сите знаеме, доаѓаат секојдневно со Различни побарувања. побарувања што се компас, саат, руже и како јас со тоа да изградам стил. Туку сме customer service и за да достигнеш стил и да работиш ти што сакаш цело време секој ден треба вајда километража поминеш со мотор доста. Така, не зависи тоа од твојот уметнички потенцијал, колку се Па добар. да, зависи, да, ама ги форсираш тие стил и мора да прифаќаат. Јас сакам да работам на реализам најчесто. Ете. Периодов у боја реалистично ми е баш предизвик и форсирам колку можам толку. Зашто ти кажав не секој сака тоа. Да. Едноставно некогаш сакаат и нешто поедноставно мора да го направиш тоа. Customer service, тоа ни работа. Ама постепено се гради стилот. Уште сепак мислам рано 5 години тетовирам. Така да за да бидам препознатлив по нешто можеби е уште рано. Индиго тату е твое студио каде што во моментов работиш. Да, Индиго беше постои 2 години и 2 месеци. Дај открини малце каде се наоѓа, можеби некој од луѓето кои што се упатени во цела оваа работа ќе рече тај дека го најде. Така да, тука сме во Кисела вода на Христо Татарчев едносмерната швида некој центар. Во Индиго сме јас и уште 5, значи вкупно 6 вработени. Тоа значи 6 сериозна татуар. фирма. Да, сега сериозна, не знам што се подразбира Па под добро. сериозна, ама сме екипа, да. Макро ако збориме со економски јазик предпријатие Ето, да дојде така, баш дека 6 буквално. луѓе се да. Не е малку 6 артисти да. Да, на почеток бевме само јас и Дамјан, кога се отвори Индиго, па после тоа постепено си доаѓа, сега сме. После тоа ни се приклучи Ева, па Маша, рецепционерката што почна да тетовира и да пирса сега.
па април, Хронопровод и Страјке со нас музичарот, не знам колку е познат по... Ете, Зафир. Он тетовира исто, Да. многу малце луѓе знаат дека тетовира 25 години. Так. И сега некако го враќам у игра, му фалеше ова и како сега да почнува, толку е возможно. Можам да го замислам филмов кој енергијава кој ќе се дешава во студио со толку Преинтересно. луѓе Јас сам да вработени, сум луѓе се цело време. вртаат, се прајмуваме, Да, се да. помага, Како на се Верберница, гледа, го се знаеш смека. моветот? Да, да. Дека највесело и свашта ќе слушнеш. Да. Исто мислам дека. Исто скрос. Ја да сум сам нема може. Нема теорија. Не знам како сум издржал првите 6 Што месеци сам. подкрепа грбов ти треба? Или Дружба амбиентот ти да треба, бидеш со луѓе, заебанци да си со да луѓе, дознаваш се, плюс учиш еден со друг, се мотивираш, кога ќе направи даме, ева, добра тетоважа, ти сакаш друг еден боле и обратно. Така, така. Конкуренција кога имаш убаво. И амбиент и како фамилија сме во студио, така да... Зашто по цел ден сум таму сум поише отколку што сум дома. По 10 сати сум у студио и сега да бидеш сам не иде. Да, да, да. Поинтересно е кога имаш фамилија која сте поише, плюс некојаш на клиентот не му се зборува, на клиентот по 90 сати трпи болка и не може до зборење. Знаеш, и сега ако сум сам штама у студио, клиентот слушалки си става, ја немам никаква комуникација од денот, предепресивно ќе се осеќам, не знам како да објаснам. Ама тоа не значи дека најправилно така има некои што сакаат сами да се, што сакаат не. Морам Различно. да споменам пред да зборуваме нели за поврзаноста помеѓу тетовирањето и моторџиите и за тоа дека потикнавте и подкаст кој што го работите и токму е поврзан Само за темава, тетовирање. Само за тетовирање, подкастот. Како се изроди сето ова да го правите? Кај ви дојде идејата? Сега нели зборувавме пред емисија, популарно се подкасти во последно време, што е добро. Па види, не е дека Ама ова е единствениот, како што Медиум. Bikers Garage е единствената емисија поврзана за љубителите на мотоциклите, веројатно ова е единствениот подкаст у државава, ако не и пошироко, немам искрено сретното, ти си сега во тоа упатен, можеби и знаеш. за тетовирање. За тетовирање У Македонија е подкасти, прв. али у Македонија сте Прв и единствен у Македонија за тетовирање, да, у Србија има 2, у други е околу Так, држави да. околината нема. Ама у Македонија прв, како излезе, не знам, јас сум човек што сака да пробува нови ствари, што често се задоволувам од нешто, кога сум у комфорт зона, досадно ми е, бегам да излезам одма, сакам предизвици, едноставно, подсвесно се заљубив во културата на тетовирање и ова е се за тетовирање, значи за да се шири културата. Јас не на нашиот подкаст со Нено Мраз заедно што го водам, ќе го поздравам него, тета тет се вика подкастот, иде на YouTube, набрзо и на Spotify ќе го ставиме. Не се промовираме самите себе, ја Индиго го немам спомнато ниеднаш да се во подкастот. Значи тоа се е за културата да се гради тетовирањето, поддршка за артистите, зашто има премногу квалитетни тату артисти што немаат каде да се изразат, што имаат премногу искуство, имаат приказни што да раскажат, немало толку простор само за нас, само за тие луѓе што тетовираат и што се љубители на тетовирање. Со истава идеја сме и ние, само што се разбира. живе, ама сега еве она што го збориме што е практично тема на нашиот подкаст е таа поврзаност помеѓу тетовирањето и мотокултурата. Ајде малку околу тоа, како би го опишале тој однос помеѓу оваа уметност на тетоважите и слободата поврзана со моторџиите? Поврзаноста, како што кажав, е тесна, ама е сосема различно, сосема други светови се, ама се поврзани некако. Јас не сум многу кадарен да зборувам за ова искрено, бидејќи не сум бил во таа мотокултура премногу, освен што ми доаѓале клиенти. Добро. И колку толку Тоа е сум... доволно да ги запознаеш, Да, сум нели? се фокусирал... Пошто пази тетовирањево и препуштањево на човекот, кај некој да му дозволи да буквално Така, го да. боде. Се препушта Гледа, буквално. Бонд се ствара. Некај секој Бонд е, забар бонд е. можеш, Бонд е некај секој убаво забар кажа. нели можеш да влезеш, некај секој лекар, некај секој туку ова така е- случајно да те Ова е тетовира. по-друго, по-свето е некако. Цел живот ќе стои на тема. Имено, заради тоа. Битно е искуството и односот и муабетот и се. Значи го памтиш буквално целиот бонд. Поврзаноста
Да речеме, еве, една од нив нека биде и Слободава. Слободата, да. Бајкериве се љубители на Слободава. Тетовирањето е една начин на приемчење на Слободава да се стави на себе си. Ете така некако ќе му дојде. Да. Индивидуалноста исто така, нели? Возењето мотор практично еве ќе споменем и тетоважите се лично се вистински личен избор на што се прави. Секој е уникатен. Да, дали ќе се сложи со мене дека моторите и тетоважите често одат под рака? Искрено да, уште од памтивек. Да, у секоја држава мислам дека секаде во свет која ќе се помисли на тетовирање некако подсвесно се помислува. И обратно, кога се помисли на моторче, дека по дефолт Да. треба човекот Дека да да има биде тетоваж. да биде. Мислам дека дали има моторџе што не е тетовиран, искрено. Или Па има? искрено Има? немам мислам дека до сега Не? барем у подкастот сретнато Као, човек или дали моторџе, треба, мора, има нешто валја. Веројатно дека има нешто во таа ети културна символика и во таа слобода и индивидуалност помеѓу овие две култури и искрено 40-тите, 50-тите години во Америка практично моторџиеве се Се оформуваат? Тогаш не се оформуваат дека културава на тетовирање тогаш практично Влегува во мото. влегува во Така, мотосветов, иако и тоа се практично и години кога субкултурава Експанзија доживува. експанзија практично доживува и ќе збориме Потоа потоа. кај нас во да. 80-ти се префрла, извини, мислам. Па, може Кај нас во Македонија, сега јас не сум подоцна, роден да. тогаш, Не, не. затоа и не сум толку кадарен да зборам за ова. Веројатно дека и малку подоцна. Знаеш, ние сме општество дека кое што гледа со презир малку нели на тетовирањето, зборам поготоа Тогаш, ако се особено навратиме тогаш. тогаш, нели еви повозрастните од мене ќе речат, абе се тетовирале, не знам, затвореници или се ставал на серискиов број на оној кој што лежал во Ама и во така било. Аушвиц, и Кај така имало било вака некако, и професионални секој бил. студија? Да, не Така и постои, било. да. Значи не го осудувам они така што мислеле тогаш таа генерација зашто немало пример да се покажат тогаш дека може убаво да се живее од тоа, дека сме добри луѓе и дека не знам, да. дека нема ништо лошо ако си тату артист или ако Да, постојат и ја верувам дека и Тоа- ден денес како општество постојат некои предрасуди околу се помалци, тетовирањето. Луѓето, помалци. знаеш кога ќе ги видат, многу пати ние сме пробувале тоа табу да го срушиме со оваа емисија околу моторџиите. Знаеш, секогаш кога ќе види некој на страна или можеби тоа и од културата, филмовите што ги гледаме Да, дека секогаш моторџиите се представени како bad guys, Bad како, guys, баш. како лоши момци и така и Уствари нема, и исто и целото тату артисти. тоа. А нема врска никаква. Како ти објаснам, Марко, ние во овие 4 сезони на Bikers Garage ни продефилирале најмалку 100 моторџи буквално од секаков профил и сите биле прекрасни луѓе. Епа, тоа. Не верувам и дека нели тетоваживе треба да бидат предрасуди или да бидат синоним за некој дека Се помалци, искрено, Иако стварно, да. особено наша моја генерација ни на крај памет не го става тоа дека Имам чувство дека тетовирањето сега дојде на ниво како што беше пред 10 години во блиските земји. Навистина практично не постои дека Во блиските земји? Зборам во околината. Еве, ќе споменам соседна Бугарија, пред 10 години имаше експанзија буквално на луѓе кои што се тетовира, 15 години. Имам чувство дека во задниве години тоа се случува. кај нас. сигурно можеби ние нема застанато. Јас од кога почнав да тетовирам, немам ден слободен, Да. искрено ти кажам. Да, Исто и имам во чувство Индиго дека вработените, да. значи премногу. Да. Премногу, не знам човек Јас што сум не е. генерација 80, се сеќавам на Шварц, се надам дека е жив и здрав денеска, кој што тетовираш, имаше студио во Беверли Хилс. Да, да. Тој беше еден од двотројцата у градот, изборувам ова за Алпин. Не, меѓу првите и Алпин. Двотројца беа они во градов кој што во тие ќе речам рани средни 90-ти години функционира во градот. Толку? Еве денеска ти ми спомна дека само во Индиго Секоја недела сте има. Шест. 6 луѓе. Да. Само у нашата студија. Да. Мислам добра студија со повеќе вработени у Македонија се само 3 Да, мислам да, дека. други се индивидуалци, Другите се генерално. сами по себе. Да. Ама има, секоја недела искача некој нов. Сега е многу полесно, тогаш било многу покомплицирано. Тогаш знам, ми кажувале повозрастни колеги за списанијата, ту списанија чекале со месеци да им стигне. Сега човече сагаш да тетовираш. Добро, се интернетов е да ти сме YouTube. реално имаше точно Утре речи сами нарачуваш. знанието практично ти успеа да го научиш и од Од YouTube, да не беше YouTube многу потешко. Ќе чекаше година треба- дена списание веројатно. Или да, списание, или кај некој преку врски ја влезем у некој студио да заслужам да не знам искрено како. Можеби и немаше тетовирам.
Може би ќе сликав карикатури ќе правев. Што се тоа почи спрема тоа, ама не се пронедов у тоа го имам правен иначе. Така. Така и почи. Марко, да позборуваме малку, постојат ли некои специфични символи или мотиви во мотокултурата кои се особено популарни кога станува збор за тетовирање? Што е она што досега во твојава... Па логоа на клубовите тетовираат често. Теми поврзани со, не знам, гумите, нешто со планина, перспектива. Тие мотиви искрено поврзани со мото Имаш културата. некои конкретни примери да споделиш со нас тетоважи што си ги направил за Баш сум поединци, баш што се дели во рамки на мото култура? Имам тетовирано лично нивни мотори 2-3 пати, мислам дека сум буквално фотографија, него и он како го вози. Екстремни тетоважи, некои чудни или смешни што треба да се издвојат, мислам дека немам поврзани со мотокултурата, ама така индивидуалниот негов мотор, негова механика од моторот или нешто, тоа го имам правено многу пати. Искрено некојаш не ни прашувам позадина на тетоважата ако не ми каже. Сепак тоа е интимна работа и онако смета да ми каже, ќе ми каже, ако не, ја не го прашувам зашо ја стави или што му значи или како. Сметам дека тоа се приватно. Тоа се однесува за сите, Па за се, веројатно. не прашувам многу, ако сака да ми каже, ќе ми каже. Што му значи и како му значи. Ама има секакви, стварно секојдневно, ја дури срам ми е и глупо ми е да кажам ги заборавам тетоважите, искрено да кажам. Да, бројни се веројатно. Добра, ама има ли некоја на која тетоважа на која си работел, која била особена интересна или некако сентиментално поврзана со тебе, без разлика што си ја ставил на некој друг човек? Еве ние спомна на твојот пријател, мој именјак Иван Првава тетоважа, сигурно се сеќаваш на него генерално нешто што си горд. Сега ние сме нели медиум, не можеме во моментов да го покажеме тоа, да го видиме со слики дело, ама да ни ја опишеш некоја која што има посебна приказна, па и вклучително и твојава, да. Па моите пола ми нема уопште никаква приказна, пола ми има, тебе не знам, мај да ќе издвоам од Страйк ми има посебно значење, уште еднаш пишува. Од друга што имам направено на некој, сега стварно ме стави двумица. Не можеш да се сетиш толку се многу. Премногу се. Секој си има своја приказна. Секоја тетоважа Пристапот кон сите е нешто чудно, исто е односот е тој, пристапот е тој. Дизајн си правиме посебен само за него, не копираме тетоважа. Значи секој си има уникатна што само он ја носи. Ни доаѓаат со пример, после тоа ни ја модифицираме. Да, споменавме за дизајневи за тетоважи, еве и ќе кажам дека нели крила обично вела дека тетовираат моторџиеве, черепи, споменати запчаници. Практично ваквиот тип на тетоважи ја често служат како доказ за страста на една личност кон возењето мотори. Спомена дека имаше амбиенти практично, приказни за патиштава, каде патували или моторот што вели лично дека... негова фотографија. Да. Се може да се стави, особено реализам, ја тоа што го работам, баш фотографијата, реалистично се изработува и тоа. Ај малку позборуваме околу терапевскиот аспект. Возењето мотоцикл практично и тетоважите може да го има тој терапевски ефект, нели? Возењето нуди чувство на, не знам, бегство и ослободување од стрес, додека процесов на тетовирање може исто така на некој начин да биде и катарзично и охрабрувачко чувство кога се работи. За некој, да, некои уживаат во тетовирање, па истото во посебен свет одат кога се тетовираат, не знам, некако кога се препуштаат, уживаат завист, не знам како да ти кажам, еден вид на терапија е тетовирање. Ретко некој да застане на една тетоважа, зашто не е само убава болка, тоа е една од ретките болки кај што идеш сам да си ја нанесеш. Да. Не знам, на забар идеш зашто мораш, нели? Не да боже нешто друго мораш. Тетовирање не мораш, идеш сакаш сам. Колку и да те боли, не те боли толку многу зашто сам своеволно ја сакаш таа болка. Милион луѓе гарант те прашале постои ли место кој што најмногу боли и постои. Факто, човечково тело такво изградено. Постои број еден место, според мене, е внатрешност на дланка.
сите нервни завршетоци се таму. Тоа е ретко го тетовираме тоа место, ама има. Значи тоа е неспоредливо. Најсилна е болката таму? Неспоредливо, како у срце ти удира. Внатрешност на дланка, не одозгора. Да, те разбрав. Да. Иначе на секој дел од телото си има болни места. Според мене најточен одговор на тоа е малата тетуажа не боли никаде, големите тетуажи болат секаде. Сега колку и да Да. Искрено така е. Да. Сега Колку и да квадратни сантиметри да напнеш, колку и да боли, стотици колку и да боли ако е Коцкања. подпис, ако е 10 минути работа, не боли ништо. А ако е 10 сати и на најнеболното да е, ќе умреш, мислам дека. Од болка на крај. Ке ти кажам велат и за ахиловата тетива дека одека. Еј, секаде, ајде секав да ти кажам за ова, докажам, боли. ама Еве, јас имам своја на ахиловата тетива и што знам тоа што еве и пред ама малку си го бил под спомнавме. еуфорија можеби. Под еуфорија, терапевтско сакал, некој чувство да. и дека практично и И секој има самиот човек што ме тетовира, што вика и пази дека знаеш дека знае да боли Да. такви работи, не знам, блиско е коскава до кожева Да. и тие работи, ама ја искрено Секој различно, значи секој има различен праг на толеранција и секој артист има различен пристап, некој има потешка рака, некој полесна. Тука може да влијае начинот на бришање, начинот на притискање на кожата, колку ја оштетува кожата у тетовирање, колку ја повторува на кој начин работи. Така да многу фактори може да влијаат исто и како дали си тоа ти одморен, дали си психички спремен, ако си пие алкохол пред тоа, ако не си спиен, ако си нервозен, напнат, ако не се храни здраво, ќе те боли многу поише. Аха. Се влијае, дури и пиење вода, дури и хранење здраво. Веројатно бројноста на тетоваживе и со тек на време стануваш и имун или Има, зависен не ќе речеш знам, на дискутабилно е. Ја баш мислам напротив, како што старееме, мислам дека помал прак на толеранција имаме бидејќи кон болката? да, мене најаки клиенти ми се 18-20 годишни. Аха. Ма со све е така кога ќе А размислиш веројатно и тоа што ми го каже и мене, си бил под еуфорија. да, не само тоа, не само тоа, можеш и на 40 бидеш на еуфорија и на 50, ама еве банален пример, да настинеш на 18 и да настинеш на 50, Секако, да. истото вирање. Телото е пак под ненормална болка, тоа е нов шок му е на телото, на организмот, константно игла да те боде, така да психичка спремност треба многу поише пред тоа. Не го одговори прашањето пред тоа. Пред малце, значи секој дел од телото си има болни места. Ајде да почнеме од раката, лактот корне, овдека околу зглоб, рамо, под Што мишка. зависи тоа од блискоста, тоа што го споменав јас на Коска, кошево со да, коскава? не мора значи мишка корне, нема коска. А нема коска. Ребра, овдека плексус. Да. Не знам, има стварно испод колено е смрт. Да. Така да Нашето техничко водство, Зафир ги има. ги имаш скоро сите. А дланка имаш внатре? Дланка внатре имаш? Најболното си го избегнал. Имам по цело тело, по нозе, само моите се стари. Управо бев? Да, боли овдека. Реално. Дај малецка 10 минути. Да, ќе се издржи Ама еве уште еден банален пример, да стоиш на една нога 10 минути. Да. Нема ништо да ти биде. Да стоиш 10 сати на една нога, ќе те боли све. Не само местото кај што те тетовираш. Глава ќе те боли, па настинка, па може апче да пиеш после за да не настинеш. Тоа стварно голема психичка Ти спремност. само треба. ракав имаш направено? Не, имам тука, имам по нозе фул. Така? Торзото ми уште празно. Немам време искрено, работиме секој ден. И искрено не ми се ни трпи. Стварно многу ме боли. Ја не издржувам. Многу ме боли. Сега последно маша ме тетуираше на ногата во лицката, тоа жа 5 на 5. Не работите долго време? Едва издржав. Така? Едва и немаш поима, у срце ме гаѓаш. Сега сум кај Миче, че имам закажано, треба раката да завршиме со Господ напред. Така? Издржиме некако Добро, ја. значи можам да прашам, ја не можам да се пофалам со толкава бројност, ама можам да прашам кое место најмногу боли, Зафир? Ребра, За мене да. грбот ме болеше. Ај грб Грбот. убива. Грб, абе кај не боли? Ај кажи кај не боли. Секде боли. Принцип сегде боли. Како не боли? Точно. Да. Ама ете, веројатно Сега ги подетко да се исплашивме многу луѓе. Да. Ај, колку Не ги верувам, исплаши- пак е убаво ти спомне и желбата и љубовта да имаш Друго е нешто тоа, се специфично, гасиш. нели, се гаси. И на Така, те не, фаќа не, некојаш. Не верувам. И пак ќе поврзам ова и со моторџиве некад дека се тоа, не знам, посебно храбри Да. луѓе, дека едноставно има некоја потешка филозофија која што нели више и навлегуваме во таа субкултура на тетовирање и не верувам дека некој ќе се исплаши кој има намера нели да стави. Ако не, на ако себе се исплаши, те- не мора, не е тоа за него. Нема ништо страшно ни у тоа. Да. Марко, дали некогаш си бил вклучен во тетовирање како дел од настан или собир?
за моторче? Сега последно беше Bikers Moto Show. Како го Уизгейт. доживеа таму? Бевте во А, Уизгейт, јас бевме. немав прилика да присуствувам, ама Искрено супер. едно добро доживување. Прв пат за тебе беше да Во мол сме втор пат, у сите мол бевме пред година дена, ама не беше од ваков не беше настан. дел од Не беше мотошоу, беше нешто љубовен базар, Добро. сосема различно. А ова, значи самиот момент и браво за целиот настан, супер беше организацијата. Се јас немав многу време да прошетам, тетовирав. Направив еден круг, ама пропуштив доле настапот што беше, тоа Так, пропуштив так. се, работев, слушалки имав, тетовирав. И малце ми е криво за тоа, ама интересен момент е кога луѓе што воопшто тоа е сосема нов, како да кажам, нов момент во тату и мото индустријата, можеби бидејќи да има тату конвенција, Добро. таму одат само љубители на татуажи и тату артисти. Одат наменски, знаат зашто одат на тоа место. Добро. Да има мотоклуб, конвенција, нешто, организација. само моторџиеве. А во мол има луѓе кои што уопште како предносим доаѓаме на тие што можеби се и против тоа, Добра. што не може да замислат татуажи. Дури имавме ситуација, сега не знам тука, ама сите мол некоја работевме, буквално проаѓаат фамилија, го трга фацата на детето, не кружја за да не поминат од кај нас. Значи интересен момент и малце Призорен е тоа. Како да Тоа се кажам- тие стереотипи за кои еве зборевме. како идевме против стереотипите, да, унос на тие дури и што не сакаат тетовирање и што мислат дека сме што бегаат од нас, еве им дојавме пред фаца буквално, кај што не може ако сака да иде у Nike бас, мора да не види нас. Да ве види вас. А добре, какво беше твоето искуство еве сега со моторџиеве? Ти успеа у изглед да седне некој од моторџиеве или беа твој Јас клиент? имав више закажан клиент. Аха. Грбот го правев на колегата тоа артист Соле, ќе го поздравам од Ѓорча. А имавме другиве дечки што беа од Индиго, они си има моторџи немаше, па вајда јас зашто сум уште нов. Или веројатно се више стетовирани. Не, или се истетовирани, или кај Боро мислам беа некој он тетовираше нешто, поздрав до него. Так. Mixed Сметаш дека треба вакви да се прават еве Да, конвенции, нормално, практично зашто да се поврзуваат. Шири Нема везе, културата, да на се шири Од секој културата. аспект да. ово. Мислам нема супер беше буквално. А на тоа поле кај нас на пример се случуваат јас Конвенција за искрено, татуирање? Па може да не те лажам, помина Валја за ноќни волци сакаш да 10 кажеш. години, не за нокни волци, иако и кај нив им е присуствувано, не, зборам за една конвенција, се сеќавам пред некој, можеби нема и 10 години во Мала Станица, се Мала случуваше во Мала Станица, тогаш се сеќавам и дека дојда тату артисти од Не, што ја тоа што секаде, добро се, нема везе. Ке се случува во моментиве па сега вака, нас има. сега се деси прва после таа ти што збориш се деси пред 4 години во Борис Трајковски, малата сала. Мгм. Океј беше, мислам, солидно се. Ние бевме од Nameless таму, бевме како тим. Така. Јас се надпреварував во мала категорија за татуажи, а сега пред година дена се деси конвенција на сосема друго ниво. Добро. Тату конвенција се беше во Хотел Парк, организирана од Горан Мичич и од Блажен Nameless. Аха, така. Имаше 60 на 70 тату артисти од секаде од светот. Ние бевме од Индиго. Така. Буквално next level беше како што треба да биде. Ваква конвенција која што имаше сега кај нас пред година ден у Паркова. Се случи во Америка. Нема на Балкан ќе се дрзам да кажам, можам да кажам зашто ја не организирав и можам како фан да го кажам овој како Добро. посетител, дека на ова ниво немало конвенција никогаш на Балкан. Што ја направи такво? Професионалноста, хигиената, целото како шоу би на настани, организација, суди, професионално се наградите беа како што треба доделени, ситни моменти како гостопримството на хотелот Парк, амбиентот. Значи Јасно, сум присуствувал јасно, на јасно. конвенции до сега кај што не ти е толку пријатно да тетовираш, битно е да имаш комоција. Многу битно. Не знам како да ти кажам, конвенции некогаш имало сум работел кај што сме еди, па не секлет ти, немаш комоција, немаш да се А уствари ова со фина беше уметност се занимаваш. Треба стварно си Да. веројатно некоја земфаза не е сега ти да исконцентриран, фокус. Сконцентриран, Ние фокусиран, некогаш да, ќе да. станам, ќе се оддалечам да видам некој конвенција, немаш простор кај да станеш. А спомена надпревари, каков изгледа еден тату надпревар?
Ништо си има категории, се бираш у која категорија сакаш, но оваа конвенција у Скопје имаше малце категории што е за браво, така треба, а не да има 20 категории па секој што ќе се прие до своји категории, до Практично своји нешта. секој црта што може ако имаш викаш Да, категории, како кога се има тие помалце категорија е многу подобро, ограничени се критериумите се постигнати за тој што ќе освои стварно да заслужи. Категориите беа голема колор, мала колор, Аха, така. black and grey, не ми текнува што друго беше, ама ништо си се пријавиш у која категорија, правиш татоважа 2 дена беше конвенцијата ова. 2 дена татуажата- ја работиш, нели, ако стане збор за тоа. Да, можеш и у 2 дена у посебна категорија, а после на крајот у 7 или 8 сат на вечерта е гласањето, има 3 суди и одиш со клиентот и со татуажата ја прикажуваш татуажата, они гледаат тука композиција, гледаат начин на изработка. Комисија, цени. Комисијата, овие да. тату артисти се Да, јасно, да. кадарни, гледаат многу фактори по многу критериуми ја оценуваат татуажата што треба да земе место, што не секојаш искрено точно се, нема зашто им се лутат некојаш ако јас не земав ништо, стварна вкус е, он така сметал. Што е Да, за почит. субјективна работа. Нормално, ќе речеш како дека, ќе- да, Ако има уметничко дело е на крајов на криштава и секој различно Секој ќе го различно. исперцепира. Мислам, Може, ја ама веројатно почитам- има некои работи кои што се проценуваат, нели? Ако Да. збориме за сенчањево, дека Нормално. линииве, бојава. Ама еве 5 татуажи ако се тука негде и со сенчење и со бои со се. Да. Тие да. тројца што ќе освојат, тие 20 што нема да освојат, Да. не значи дека се Да, не е ова бокс надпревар, па кој ќе Не, го попие боксот и стварно ќе падне вкус. нокдаун, се знае Не, дека не. го изгубил надпреваров. најбитно клиентот да биде задоволен, артистот да биде задоволен дека го дал максимумот, наградата искрено не е ни битна. На крајот денот учеството, дружбата, што ја немавме толку дружба, зборам. Аха, зашто дека работите кај- цело време. После скапан. Ќе се напиеш по едно пиво, две, другиот ден пак. Па вториот ден раскриваш, треба да си идеш. Да. Тоа е добро за... Сега бевме у Милано пред 2 дена на тату конвенција, ние отиде го... Тоа е најпознатата тату конвенција у свет, заедно со Gods of Ink у Франкфурт. Искрено се препородив таму. Намерно не се пријавив и не отидов да учествувам. Прво, бидејќи мислам дека се уште сум нов ова и стварно имаше нереални артисти. Добро, бе, треба Второ- да се охрабриш, не Да, текне сега. имам храброст за Борете, тоа се, ама те мислам... доживувам како скромен дечко, ама why not ти текне? Сметам Нема веза дека е што уште си рано, млад. сметам Така. дека е уште рано. Може би до година. Ама втора работа дека сакав да одам да гледам и да се дружам. Ако учествував немаше никогаш да видам видиш што како се работат случува, да. моите идоли, што се вика, што ги следам на Инстаграм секојдневно, сега работи пред мене. И ја нема Те да има разбирам време што 3 сати да му висам на ноќ, што се вика да го видам како работи буквално. Тоа немаше да го имам. Немаше да имам простор ако се напреварував. Кога станува збор за еве како конвенција во Милано, таму срекеваш спомена идоли луѓе кои што у светски рамки се као Баш идоли. Најјаки, Мене бе? ми се идоли. Крем дела крем беше у Милано. Најјаките. што го нашата прави еден област. уметник крем дела крем? Као што кажавме на почетокот стил, значи они си имаат више изградено стил и ја без да ми кажеш од кого е направена, знам Ќе ја познаеш 100% одма за секунда. Техника, значи неспоредлива. Површини. Мислам тоа све не дека нешто е се може да се достигне. Ние имаме светска артистика, нас во земјава. у квалитет што сме рамо до рамо можеби до светските и не е дека нешто таму у Милано тоа што го видов беше не знам како стигнал до тоа. Знаеш, не беше и чекај да видам како го направил. Знам како, само што посветеноста у тие луѓе е многу по-силна од нашата, можеби и слободата што имаат. Така да и годините си го прават своето. Да, Тие искуство. таму најаките што беа мене што ми се идоли работат по 15-20 години. Се е до километражата, се е до искуството. Имаше во тие конвенции во Милано некаква поврзано со моторџије, се И се 20% беа моторџи. Па Хелс беа таму. Аха. Организирано е тоа од Hells Angels. Така? Самата конвенција, да. Така да Вистинско доживување, може да зamisам. не 20, 35% беа моторџи, сите личења, татовирани од главата пети. Па има шоу, таму имаше се игра на шипки, па се на јажиња се тегнеа нешто, се бодеа, тоа се убаво изгледа, језиво можеби за некој што не е у таа област и у таа култура, ама имаше музика, лајв бендови, супер беше се.
Кога станува збор за иновациите, до каде се стигнати моментално? Се менува ли од година во година, од не знам, декада во декада? Тетовирањето, како што може да се нешто. постигне, сега е максимумот Нели, постигнат. сега еве тоа го рече. Максимумот Сега е е постигнат. велиш максимумот постигнат. Дали пред 10 години некој рекол аве кога излегле не знам биоразградливи бои, рекол е сега доживен максимумов, повеќе Не, од ова не може или не знам се направило таква иновација на машинка за тетовирање како ова е врвот не постои поинаку. Вака, у последниве 5 години мислам дека поише од тоа не може ништо да се измисли. Дојдовме до степен кај што до ниво кај што машинките за тетовирање се како едно пинкало, без кабел, без ништо. А како било пред 20 години, мислам што поише од едно пинкало. Толку е максимумот што може у техника да се направи за тетовирање, у тој механички аспект. У врска со техника мислам дека максимумот на реализам беше достигнат уште од пред 5 години. Аха. И сега едино ново што може да тетовирање е само нов стил. Ново да измислуваш некои нови работи, само дизајн може да победи на вакви конвенции или нешто зашто максимум. На што мислиш конкретно како? Па Што е еве- тоа што е нов дизајн, а до сега го нема? Еве на Милано конвенцијава, тој што победи, Добро. заедно колаборација правеа, јас тврдам дека имаше од таму 20 технички поспремни од него. Цртачки. Аха. Ама он победи зашто имаше многу добар дизајн. Исто, значи таму беа таа конвенција 50% од артистите беа тука негде со ниво на цртачко ниво. И победува те извојува само дизајн. Значи максимумот е достигнат од цртачкиот аспект. Сега само дизајн, само отворено со клиент, колаборација, соработка, испробување нови работи. Само дизајн. Ништо друго. Има уште еден аспект кој што би го поврзал на тетовирањево со моторџиите во однос на нивнава опрема. Каде би предложил да се тетовираат, а да тетоважава не им биде покриена со облекава што ја носат, имајќи предвид дека нели они си со кожни јакни Не, па нели пократки и поелечење или некојаш? пократки по летно време. Па да летно се време. гледа, ќе останат дланки веројатно. Ништо фаца, врат, дланки, раце, за да се гледаат. Ама на крајот денот за себе си ја правиш. Така? Па и да не се гледа не значи дека немаш, си ја знаеш татуажата која тоа е. А добро ти доаѓаат луѓе кои што еве кога рече за себе си ја правиш, кои што практично прават тетоважи за да бидат популарни? За да бидат популарни од За тетоважата. за да биде виден дека е тетовиран. Да, па затоа и често место е под лактица. Што не ставаат на бут. Кај што не се гледа, да. 70% се со под лактица истатурирани. Тоа е зашто тоа е најчесто се гледаат засукани рака и пократки. Модерно е. Модерно е да те видат, да не биде дека не се немаш татуирано. Кои се најчестите грешки што ги прават клиентите? Дека во не ги однос на- слушаат на татуартистите. тетуаж? Дека не ги слушаат Што татуартистите. треба да слушаме еден тату артист? Да бидеш отворен за соработка врска со дизајнот, значи ја го ти кажам сега дека ова не иде композицијски тука, дека лошо изгледа, дека анатомија на тело ќе се извиткува, ќе се измордува контрастот, дека е тука битен. Значи ја нормално кога идам на забара, пак ќе спомнам, не му кажувам земи го војала, почни со овој зап. Да, бургија, да. Не, сега ние сме учеле, не дека ја нешто сега, ама ја кога не тетуирам, гледам тетоважи, кога не гледам тетоважи, мислам на тетоважи. И не можеш клиентот да управа кога доаѓа кај нас, така да само И соработка и анатомијава на телово треба да ја се познаваш е битно, се е битно. Навлегуваш во сосема Да не се искривува медицина, тетоважата. да. Пример, ја избегнувам на ребра, спомна колегата, на ребра портрет избегнувам да ставам. И некој, пример, ќе се извиткува, ќе се искривува, никоја што е портрет, таа фаца нема да биде права. И сега ако има клиент со глава од зид да иде, не, сакам, нема ме слуша, тогаш зашто не послушаеме дека стави било што друго, не стави таму портрет, ќе се искриви, лошо ќе изгледа, изместено Имам јас ќе биде. пријател, неговата тетоважа има направено на не знам 14 години ликот куче булдог и до толку си има расширено кога ракава му пораснала од 14 Тоа години. нормално, Вако да. па денеска се смееме дека не знам некој овчарско Да, куче станал булдогов или еден пак друг пријател имаше на ракава истетовирано Демјан, оној лик на бебе ѓавол. Аха, Да, но. и кога ќе му направиш вака, како да му правиш, практично се мрдаше. Да. Тете се мрда телото. Да. Подвижно е цело време. Се.
Кожата си као што си стариот, кожата така стариот татуажата. Се обновуваат ли Често тетоважи? правиме cover-up. Баш Не, cover-up е више нова татуажа, обновување да е се тачок. покрие старава. Да, обновување избегнувам. Одбивам искрено зашо не е тоа татуажа изведена од мене. На крајот од денот нема ништо арт таму, нема уметнички, па јас ако му ја обновам, ако му ја повторам, кога ќе сепак си го штитам мојот идентитет и име и студио и се, така да кога ќе повторам, ќе го прашаат кој ти е направил татуажа, Марко Тиндего, а тоа не е најдоброто од Марко што може да го направи зашто ја повтарал. Значи сега Марко ќе дојме на почетокот дека сепак имаш твој стил и твој дизајн. Иако Можеби, не побарувањава знам. се Не знам, имам. различни, некој ќе ти побара и ружа, некој ќе ти побара не знам и стрела и Да, ама да било направам што, сакам ама мој пак стил, биде да не биде во копирано. во твојот стил. Да не биде копирано. Имам до некаде, можеби, тој што прати цртање, и што прати татуартистите може да ме препознае начинот на цртање, ама тоа не значи дека не постои простор на прогрес и буквално да си имам јас мој стил зацементиран. Тоа е тоа, ама за тоа треба време и соработка од клиентите да бидат отворени за идеи. Совет еве пред крајов да не дадеш околу одржувањето на татуажите и од што зависи. Јас ти спомнав пред малку дека мојата татуажа ја носам на себе, некој си може више и рече си 20 години. Подржувањето Ја е носам и да речеме, иако е мојата еднобојна направена, се уште Се е држи. свежа и се држи. Зависи тоа од длабочината у која што е навлезена во Многу кожата, фактори. зависи нели од бојата веројатно која што е користена. Но што треба да се внимава за да се одржи да биде? Не, види вака, значи као прво татуажа никогаш нема да остане ден така како што била направена. Тоа е факт. Добро. Друго, многу влијае од начинот на кој е направена од артистот. Значи може да биде направена добро дента, ама онда не ја направил како што треба и кој ќе заздрави да биде обледана. Значи не ја бутнал иглата како што треба. Ама подеднакво исто има влијание и негата на клиентот, значи тоа што треба да го прави, да мие, да мачка, да избегнува. Ма добро, тоа зборуваме само за први не знам месец дена. Првите кога две се недели, ама десува. после И тоа првите две недели. Ама после тоа најголем непријател на татуажата сметам дека е сонцето. Така. Иако ја препорачувам на моите клиенти цел живот да си стават фактор за сонце летно Кога време. излагува, Летно време. Кога изложуваат на сонце. Да. татуажа. Тоа е најголем проблем. Така да крема 1347 најдобра македонска крема за татуажи. 1347. Така си вика кремата, таа е крема само за тетовирање. Аха, јас ставав иако да мислам дека не знам сега кој имаше. Не би ти препорачал, произведувано не на би ти времето, препорачал. да, Или иако да. вазелин такви. Или вазелини такви ствари. Аха. Не, 1347. Фактор за сонце цел живот. Иако е квалитетно направено од артистот, боите се тие прилика горе доле у студио, више нема лоши бои. Така? Више нема Инспекторов на бој е секаде, више имаше Нема лоши бои више. неонски бои. Не, тоа глупости живи, тоа канцерогени се не заздравува како што треба. Како што ти кажав, тие што ги гледаме неонските, тоа све е дента кога е направено, објавено. Никој не објавил после 2 недели како изгледа тоа. Глупости живи се тоа. Често прашање ми у студиото, дали правиме неонски. Аха. И него работите? Па и многу сум против тоа. Нема потреба. Не изгледа убаво, канцерогено е, не заздравува како што треба. Така. Не е тетоважа тоа за мене. Кои се вашите идни планови и настрано тоа, кои се твоите идни планови? Каде себе си се гледаш? Па се гледам за Македонија. некоја блиска идни, нали? Се гледам Македонија, мислам често идам надвор, сега одам за 2 дена у Берлин као гест артист. Често идам надвор, Брисел одам често, па после сум у Аусбург. Учествувајќи на конвенции, и конвенции, и во гест- други тату студија? Не, највише одам као гостин у други тату студија. И конвенции чат-пат, одиме. Се гледам тука, се гледам во Индиго тату студио, здравје со поголем тим, у поголема локација. Се надам ќе спремам изложба следна нова на слики. Аха. Така да. Паралелно со татуирањето Мора си искрено, ја не работиш сакам тоа да го запоставам, сепак сум сликар по струка. Така? Не смеам тоа да го запоставам. Песажи ве рече дека ти се Не, какви песажи, не. Реализмов. Реализмот, да. Сликите ти се Па бегам, у тетовирање сакам да е реализам, ама у сликите искрено сакам да е по Тогаш кој правиш тие сликите? Па не знам, реализам со абстракција, со надреализам, со ама бегам од хиперреализам у сликите, у платната, зашто за хиперреализам постои фотоапарат. Да.
Да, Са, да. зашто да бркаме хиперреализам у слики кога постои фотоапарат за Добро, тоа? не си руска школа, русите се познати по реализмот. Биле, Да. ама кога искочиле фотоапаратите, сликарите морале да најдат нов начин да бидат они посебни и да се разликуваат од фотоапаратот, нивниот најголем непријател што се појавил. Да. А до сега си праве изложби? Една имам на мои 16 години, 2, 3, 4, да. да. Во Лазар Личеновски, веројатно. Не, немам средноуметничко, имам средноекономско. Така. Да, 16, па да, дури више многу чекав до сега, не знам, 10 години поминаа од тогаш, треба уште една направам барем. Неколку груп немам, ама една самостојна, да, се надевам годинава ќе ја спремам новата, па до година здравје на 11 години од првата да се деси и втората. Верувам и ти посакувам многу успех во тоа. Уште едно прашање, кога заминуваш во како Гостински артист. Гостински артист, имаш посебно клиенти кои што те чекаат таму каде што? Да, закажано ми е више за Берлин се. Баш вчера ми пише од студиото дека закажани ми се сите денови. Тоа студиото ги организира клиентите, најавува дека имаат гостински артист. Они си закажуваат и ми е можеби полесно зашо одзима време закажување и однос, допишување, па консултација уживо одзема време искрено. Тоа и малце сум ослободен од тоа време што ми одзема тој дел на закажување, така да полабаво ми е кога идам надвор сети е закажано, не се замараш ни со капар, ни со депозит, студиото си договара се. Идеш на готово, си тетовираш, готов си у 4, 5. А тука ми е по цел ден, тука ми е хаос, зашто друго е кога пак завршиме дека љубовта е. Да, не осеќам замор. И дека не треба да не се жалиме. Не филозофираме многу, да не влеземе во некоја филозофија на Конфуци, дека тоа што го работиш како ти задоволство, што најголемо задоволство. Нема да ти причинува никаков проблем не 10 сати и 24 сати. Затоа и работиме секој ден по 10. Навистина ми беше кејф што еден ваков млад човек, успешен артист, го имавме у Bikers Garage, ти посакувам многу успех во понатамошната работа и во професионално тетовирање и во сликарството како твоја љубов и секако поздрав до сите од Indigo Tattoo, целата екипа, па еве некогаш и ве очекуваме овдека во студиото една поголема екипа да направиме една вистинска фешта и што повеќе моторачи клиенти да ти тука сме да ти бидат за да навлезеш малце и у тој вашиот свет малце од тетовирањето, да. Ти благодарам. Фала на покана, поздрав до сите. Ето, се дружевме со Марко во овие еден час. Ви благодарам и вас, почитувани, за тоа што бевте заедно со нас. Ги знаете платформите на кои што можете да не следите. Бевме во живо, а секако на платформите останува и овој видео запис. Денеска се дружевме со Марко од Indigo Tattoo. Ова беше втората епизода од четвртата сезона на Bikers Garage. Следната недела во 16-17 часот очекувајте не повторно во четврток на фреквенцијата, ке речеме, на Bikers Garage и на сите подкасти каде што се емитуваме. Останете во добро расположение и се гледаме. Поздрав!